младите се помалку читаат. Се повеќе свртано кон нели социјалните медиуми. Затоа секогаш гледаме да пласираме некои наслови кои што се барани, актуелни, наградувани писатели, за да можеме некако да го зголемиме интересот кај публиката, поготово кај младите за книгите. Наспроти новото и дигитално време, книжарницата на тркала на издавачката куќа Антолог само оваа година посетила 11 градови во државата. Идејата е била да ги доближат книгите што поблиску до читателите, особено во оние места каде има помалку книжарници, а со тоа и помалку достапност на книги. И покрај тоа што имаме онлайн, нели, од сајтот може секако да се нарачуваат книги, луѓето сепак сакаат да ги видат книгите, да ги допрат, да прочитаат, да поразговараат со некого, никој ништо да им препорача. Од нашиот тим, заради тоа и целиот овој проект за книжарница на тркала. Дека луѓето се уште сакаат да читаат вистински книги, говори и податокот дека најстариот активен читател, зачленет во градската библиотека во Охрид, има 90 години. Велат луѓето дека читаат во авион, например, додека патуваат на својот лаптоп и така натаму или на својот мобилен апарат, но има и луѓе кои што и ден денес сакаат да прочитаат книга под чадор за сонце или така натаму на плажа, но да имаат книгата, да го почувствуваат мирисот и да речат едноставно со бележникот да кажат стигнав до 100-та страна. Но дигитализацијата на библиотечниот фонд е неминовен процес. Тоа треба, вели Јовановски, внимателно да се направи, бидејќи најголемите библиотеки прават селекција и почнуваат да ги дигитализираат своите трезори. Сметам дека е вистинско време за тоа да се зачува она што е наше национално богатство и во форма. Тоа се согласувам да го имаме како трезор, но треба да се трудиме и оние книги кои ги имаме стари, како на пример во нашата библиотека, кои датираат уште од 1800 година, мора да се зачуваат затоа што без минатото немаме иднина. Сепак смета дека е потребна поголема популаризација на книгата помеѓу младите генерации. Затоа што сме сведоци за жал дека младите се помалку не читаат. Или читаат оно што им е токму неопходно како литература за училиште. Ке мораме нешто системски да промениме во таа работа, да бидеме присутни помеѓу младите генерации, преку работилници, преку некои предавања. Во Охридската библиотека има членови кои годишно читаат и по 150 книги. Нејзиниот фонд кој се обновува секоја година е околу 150.000 наслови книги. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.